Majka i sin во село град Делчево го живеат пеколниот дел од својот живот. Во единствената просторија од 10 квадрати тие се соочуваат со најголемите животни искушенија, без струја, вода и само со минималната пензија на 70-годишната Радица Миленковска. За крајно нехуманите услови во кои мајката и синот живеат во селото град веќе подолго време само се зборува, бидејќи сведоци нема. Во споменатата просторија никој не влегува, зашто сите се плашат од контакт поради крајно нехигиенските услови. Во нивно име денес јавно помош и спас побара другиот син и брат откако ги исцрпил сите можности самиот да се справи со ситуацијата. Брат ми е залегнал, не може ни да оди, ни да јаде, ни да не се изразум, ни повеќе не може да станува да оди, така да многу лоша работа, многу лоша ситуација. Се нема ни бонење, нема ништо, това е хаос. Не знам, тражиме помош од јавноста. Како се снаоѓаат за јадење за... Па ништо, тај мајка некој пат спадне доле до продавницата, ако земе леплан 2 леба, јадат 2 пати, 3 пати со се лепи и така. Одих и по амбулантите, трчаеме го нагоре надоле, го носих се, нема помош од никаде. Ја не мога да им помогна, пошто јас сам женет, имам дечички, имам 3. Не ми стига на мене плата што земам и така. Не мога да им помогна ништо. Минималната пензија на Радица е единствениот приход на мајката и синот, кој додека бил здрав бил потпора на мајката, но сега е уште еден нејзин товар. Он не може, он заболе и падна и така, и на доктор го водиме, ама па немат ништо, па не знам. Единствена надеж на Миленковски им е помошта од луѓето и институциите, зашто ситуацијата на Радица и спас се бара итна реакција. Некој ако може да се пушите на телевизија, така че кој сака да може да помогне, што и да е, не е битно, дали со јадење, дали со пари, дали Со материјал. Може со материјали, со намештање нешто, кој колку може и така. Досегашните обиди за помош на Радица и спас се не ги дале очекуваните резултати. Ако сега нештата не бидат поинакви, мајката и синот сами и заборавени, тешко дека ќе издржат уште долго.